Здраво, живо, ова е петочно во Германија. Единствениот подкаст за нашите во Германија. Здраво, Панче. Здраво, Марина. Како си? Добро Се е одморили малку од одморот? Се претерано. одморили од одморот или се умори веќе и си спремна за следниот одмор? Па сум спремна времево кога ќе го видам тука какво е, сум бога ми спремна за следен одмор. Не знам што ме начека. Од 28 степени се враќам, денеска онака град паѓаше тука. Да. И тоа пешки кога идев на работа. Нормално што, април, како викаат, секој месец што е со Р, треба дзиврите да не ги переш. Тоа е тоа. Таман и темава ни е денеска, значи одморска тема ми е таман за одморот. Прошлата емисија беше како кога одиме за Македонија на одмор, а сега малце ќе ја прошириме одморската тема, што тоа што ќе зборуваме за како кога одиме на одмор настрана. Значи не одиме за Македонија на одмор. Мада има у Македонија има и места за одмор, тоа не е споредно, не е спорно. Да. Така е, да. Спориме каде одиме на одмор кога не одиме во Македонија. И јас оваа епизода само да ја водам, ти кажав и пред некој ден, ќе заврши за 5 минути, бидејќи сум многу досадна по ова прашање. Многу сум досадна, бидејќи не патувам кој знае колку уствари. Не ни уживам многу у тоа, морам да кажам. Мислам, би уживала, мислам, можеби подолго време да би имала повеќе, значи време и да одам и во Македонија и на одмор, ама најчесто, нели, поради и финансиски причини мора да се одбере. Најчесто тоа ме би имало Македонија. Од пред некоја година почнав онака тек туку во Европа да патувам. Да, мислиш дека одморот кога го правиш, ако направиш одмор во Македонија, дека ќе биде малце, да речеме од финансиска гледна точка ќе биде малце поевтино или имаш ли прилик? Сигурно. Мислиш? Не. Мене не ми е поевтин кога сум во Македонија. Аха. Па добро, јас сакам и да си надоместам, нели, типична диаспора тука, ајде, третмани, нешто, некој лекар да се посети, некој забар, па и нормално, нели, да и кафани, викенди таму, се си кошта, не е веќе ни толку ефтино таму. Да, ма кој ќе речеме на пример, секој има денеска у Германија просечно измеѓу 24 до 30 дена одмор. Тој му следува. Да. Така. И ако речеме на пример, одиме во Македонија едно 4-члено семејство со две деца и да речам сега оди, вие сте 4-члено семејство со 2 деца, децата едното е во школа, другото не е во школа, значи се поврзана, веќе си врзана со таа тема дека мораш да одиш во распустот. Тоа е тоа, Зошто? Како предлог, да речем, ја малце сум поискусен и сум ги поминал сите тие патешествија така у почетокот, на пример, како беше првиот одмор во Македонија. Со текот на времето сфативме дека тој одмор не е одмор. Не е одмор. Оти имаш план и програма. Од сабајле стануваш. И се кажува, ке тетка ти, ке баба ти, ке вујна ти, денеска. Утре, ке чичко ти, ке тетин ти, ке стрико ти. Другиот ден, ке братучеда ти, ке братучет ти. Четвртиот ден, од другата страна, бидејќи се две фамилии. Значи не може се, ако ги запосли, ќе се наултат другиве. И така сме, на пример, како се осеќавме како штафета. Значи убаво ни беше. Ќе те пречекаат, како си, шо правиш, ова, она. Нормално. Ама, сепак е обавеза. Значи, некој друг ти го диктира темпото или термините, ако сме си ги кажували. И со текот на времето, јас и сопругата си размислувавме вака, окей, 30 ден одмор, ајде, Македонија обавезно, мораш еднаш годишно отидеш. Ама, оставаш простор за следниот одмор, бидејќи имаме тука распусти, зимски распуст, пролетен распуст, значи Остаферија, велигденски распуст, имаш летен распуст, имаш есенски распуст, значи 4 распусти и сега вака викав. Океј. Македонија колку недела 10 дена, добре, да се видиме ова, она, значи после Великденот Македонија ќе тераме. Пролетно време. Летоска жешкото ќе го фатиме. Жешкото, ама не дека кај шо подалечко малце. Кај што се издржува, да. Кај што пече сонце. Па и кај што не се издржува, ама има сенки, има ладни пилочиња, значи многу си е прилагодливо. И кога ќе дое октомври таму вакве, па нешто за зимничка порано, ајварче ваму таму, ти што викаш ракијича, се донесе сите тие работи. И октомври па една недела за ваква, значи
и сите работи сме и ние среќни, и фамилијата доле среќна. Така, тој принцип, па да речем, во почетокот и ние, само Македонија. И доле сме правили одмор. Пред 25 години, 30, секоја година Белви, Охрид, Метропол, значи тоа било дестинациите тие ни биле. Кога сме одели доле на одмор и се знало, 5 дена обавезно морале Охрид. Охрид ни била убава дестинација, убаво било таму. Ладичко, знаеш сега да не кажуваме за и луѓето Охрид е супер да одам во Охрид секогаш кога ќе сум во Македонија, нема да ми треба кој знае колку друг одмор реално. Убав е Охрид. Ама и тогаш, например, кој ќе речем Охрид на времето, се сеќам од денеска, меморијата ми е доста добра, иако сум некоја возраст, сепак 50 марки беше. Ноќевање. Само ефтино. Да. Значи, за еден човек 50 марки, 300 марки, другиот 300 марки, а ништо не вако е само со појадок. Ништо, да. Значи, пак доеш, за тројцата пасика и 700-800 марки или евра, што вакво ќе ги размислиш. А што си бил? Цело ден во Охрид си бил. Па без разлика, не подценуваме ништо, Охрид е многу убаво место, има многу убави плажи, има многу убава вода, Охридското езеро е прекрасно. И кога тоа го направивме тој ЕСАП и викам, окей, шуќам ова, убаво е, се е во ред, ама кога ќе идеш Египет, Турција, Тунис, Мароко, Канарските острови, кај не сме биле, Дубај, Маурициус, следната дестинација ни кај Маите и кај Инките сме сега. Натаму ќе одиме. Супер. Така тие се тие дестинации уствари од германци што се така посетени. Колку што можам да приметам. Како увод, сега пак ќе даеме некој бројче. Знаеш колку даваат германците за одмор? Просечно колку човек плаќа у Германија за одмор, да речеме, еден човек, колку просечно? Еден човек годишно. Да. Значи колку даваат просечно, има просечна бројка, толку даваат германците, дале германците просечно за 2023 година. Ја извадив. 23-та, добро, 23-та може беше повеќе сега дека после пандемијава. Наеднаш, узнам, 2 одмори еве 5000 евра. Тоа е за фамилија. Про човек да речем. Од човек од еден одмор? Да. За еден човек колку? Така, добро. Ја мислев годишно сите одмори тука и викенди ако им се. Па појма немам. Што знам? 2000? Или 540 евра. 1540 од човек? 1540 од човек. Дава германецот. Од одмор. Значи, не од германецот. Сите што летаат, значи сите што прават одмор од Германија, тоа се негде колку и таа бројка имам. 65 милиона. Бре, многу. 65 милиона трошат просечно 1540 евра за својот одмор. Значи, тука размерите може секој да пресмета колку добива таа, да речам, туристичка бранша во Германија, колку заработуваат, например, туристичкиве, што се туи, Дертур, големиве, да речам, Анбита, вакво е речи го, туроператори, што се тука. Значи, каков обврт на вакво речи го, на сума на пари се прави. Значи, сепак, германците инвестираат, во одморот инвестираат. Значи, ја, комшилуков тука, сите се знае, одморите кога е од урлабот, кога се планира, секој одморот се планира и се знае. Тогаш таму, тогаш ваму и Германија, Германија доста одбави места има за правење на одмор. Да, како не пиме изненади се, реално не е толку многу вака, не сум вака од искуство, не зборам, туку што ги слушам, што ги следам цениве, односно нели работев ја долго време со германци, ги слушам што колку нели кошта тоа, ама добро, па и они се генерално такви си оставаат и време и финансии за тоа. Значи не се они повеќе така по ресторани, по шетање овона, побо ќе се стегне малку некој месец или дури година дена за да си дозволи некој стварно добар одмор. Тоа се сите така, секој германец без исклучок. Доста од фирмите даваат и урлапсгелд. Да, не би знала, тоа не сум работела никогаш во приватна економија. Тука па не е само во јавна администрација сум. Немате ви јавна администрација, немате урлапсгелд? Не, Вајнацгелд имаме. Не, доволно си е да не бидам алчна. Скромна си. Азо, јас секаде каде што работел, значи секаде било тоа урлапсгелд. Да, урлапсгелд. И Вајнацгелд плюс. И Вајнацгелд. Вајнацгелд ти 13-та плата,
А Урлавсгелдот ти е половината од платата, да речем. Зависи тоа како ќе се договори фирмата, ама кај мене Да. во моите фирми, например, кај што сум бил, сега било неколку 60-50, зависи кој како, најмалце половината, ама во основа половината од платата Урлавсгел сме добива. Или сме давали. Супер. Не? Супер е тоа. Ја не ни знаев некое време, не знам кога пред некоја година дознав за тој концепт на Урлавсгел. Точно. Шубал. И вториот Супер, ама фактор, нема. знаеш ли кој е вториот фактор што играјќи германците за одморот? Лошо знам? јаре са узглаиш. Да, какво Кој ќе влијание вратат има пари? на Кој тоа? ќе вратат пари? Ау, да бе, да. Кога ќе си направат пресметка. Леле. Добро, си мислела таму. А да, така е, значи планираат унапред. Имам пријатели, колеги што до година, значи до една година веќе следните 2-3 одмори си ги знаат. Да. Со букирано, со све, мислам нормално, тоа е паметно од финансиска гледна точка, нели поевтино е ако резервираш на време се. Не знам, јас сум единствената сега кај нас на работа, да. Единствената сум кај нас на работа што нема ни земен одмор тука за летоска. Па не знам кога сега, реално нема ништо планирано, мислам планиравме една недела во Франција да одиме и тоа е за една недела, онака не е проблем да земам одмор, ама другиве сите се со испланирани одмори. А овој пат ќе зборувам од германска гледна точка, како тоа се отлучи. Германците тоа го планираат. Посебно, они знаат колку се децата, се знае, у ферието. Сега они се бунат, знаеме тоа секогаш дека во ферието, па и ние осеќаме кога летаме надоле, оди купи карта визер у ферието, глава ќе те боли, ја? У другиот период е сосем по лабав. Затоа сега се наоѓам јас лично или со сопругата се наоѓаме во таа привилегирана ситуација, децата се големи, нема врска, немам уште двајца да влечкам со мене, ние двајцата сме надворот распустот и можеме да си го планираме одморот вон одморот. И тука има некои поолни ценчиња, поолни вакве, се наоѓаат вакве и не си врзан со да речем дека мораш да зимаш во тој период. Убави временски работи има сега, например. Да. Така да. Јас за ова бев малку баксус, бидејќи јас кога почнав со Ausbildung, Лука беше една година, значи градинка, нормално, кога сакаш можеш да си земеш одмор, ама јас во Ausbildung, нели пола бев во школа, као работна обука, пола во школа, пола во општина и јас бев тогаш врзана за распустите. Значи тогаш јас можев, смеев да земам само тогаш. После продолжив исто со друга обука и тогаш исто бев ограничена, само што ми заврши таа обука, Лука почна во школа. Значи он беше тогаш, он беше ограничен. Добро, после не бев самохрана мајка неколку години, тогаш и онака финансиски не беше можно за мене неколку одмори да правам, и плюс и Лука не беше по цел одмор кај мене, туку и кај татко му. И после тоа пандемијата фати, кога и така да сега од лани уствари почнав така да гледам повеќе за одмори. И да планирам такви работи. Ти како што кажа, значи на пролет Македонија, па лето негде на друго место и на зима. Не знам, сега на зима мене има многу пријатели тука што сакаат да избегаат на топло во зима. Ноември ода таму негде на топло, јас тоа не би дошло тоа за мене предвид дека што сум си сакам зима, да се ги сакам тие промени на годишно време, не ми треба да избегам од ладно. Значи, па држам, ти кој што викаш врзана си со тоа е основното кога планираш, дали имаш шулфриштик, значи дали детето е во школа, дали е во градинка. Ти ако е во градинка, можеш, не е проблем, го вадиш од градинка, не е ништо проблем. Кога е во школото, па сепак треба да се придржаш на тие, затоа да речам од една страна викаат они фамилиите се имаат повластици ово она, меѓутоа се знае кога е распустот, цените и за да речам на паушалните одмори се доста скапи, тоа е факт. Кога што рече ти преска таа цена што ја спомна, значи тие 4.500 евра за четворочено семејство, треба да ја рачунаш ако сакаш да одиш, например 10-12 дена да правиш одмор например да правиш одмор во Турција, во Грција, во Шпанија, на Канарските острови, Тенерифа, Фуертовентура и
Да не зборуваме за речам Дубај, Маледивин, Маурициус. Тоа се веќе сосем подруги суми, но во основното за темава е да се каже дека првен треба да се внимава на времето, значи кога и да се планира. И да се планира. Оти исто и ти кога што викаш, ја доста имам контакти и викам одмор, па вика како ќе ми рече така? Не бе, зашто како ќе ти рече? Одмор треба планираш, значи слушај, еве ви го. 30 дена, так, готово. Тогаш сакам да одам. Плански. Ама тоа зависи од фирма до фирма. Не е само вработениот крив. Не е само вработениот. Не е само вработениот. Да, треба и трети да се најде, нели? Да, точно. Значи тука зависи каква си шо позиција и си ти работи и какво е тоа, али се зависи тоа од фирмата. Како обично, кај што сум работел јас, фирмите се знаат. До 31.11. одморот за другата година треба да биде планиран. Донесем пред мене да видам кој шо, како, кај оди, шо оди и сидите работи, да речем, ваму се многу буткај. Оти, они веќе од 2 јануар почнуваат веќе да букираат. Да. 2 јануар почнуваат да букираат. Точка. Да? И они значи самите вработени, во фирмите каде што сум бил јас, самите вработени тоа викале, дај, го одобривте ли или не го одобривте, што треба да се онадуе, за да знаат они да. Оти колку порано букираш, толку може да добиеш подобра понуда. Нормално, да. Сега што е битно, речи рековме временскиот период. Второто е да го одбереш каде ќе одиш. Значи, желбите се едно, можностите се друго, ама имаат и други фактори, например. Дете мало, дете големо, лет гол, лет толк, лет краток, па и со кола кога патуваш. Ја правевме таа тема за Македонија надоле, кога одиш сепак со деца е. Да. Тргаш од Алтендиц, у Бад Камберг ти викаат, која ќе стасаме? Да, тоа е така. Ма да, ја морам да ги похвалам моите деца. Лани прв пат патувавме со кола, по долго време бевме во Италија и на идење и на враќање стварно никакви приметби немам. Мада на одење се зезнавме, ти кажував, затоа тргнавме ноќта со мислата дека ќе спијат во кола, супер све, така и беше. Спија, ама скроз заборавивме, изумивме дека ќе стигнеме ние во Италија со супер одморени деца, ние ќе бидеме гроги, така малку првиот ден беше без везе. Само на враќање беше вас. Да, на враќање беше добро преку ден тргнавме, ама тогаш па повеќе гужва имаше во сообраќај и подолго време траеше патот. Сега мора да се види што ти е поважно. Дали да го фатиш денот. А како бевте спремни кога трнавте со колата на патот? Со сите технички средства? Па, не толку, не се на одење ти викам, планот беше повеќе да спија, така и беше, на малото посебно не му треба некоја занимација во кола. Тоа е големиот лесен си е вака за патување секојаш бил и така, супер беше. Немавме некои работи во стил нешто, ајде телевизор, ово, не, може ќе се пушти од време на време, ама кај се целата опрема беше позади сите работи. Беа мирни. Значи тоа морам да ги пофалам ќерките. Беа мирни. Не сме одели ние, ние сме патувале по вакво. Кога сме одели на одмор, значи кога сме летали на подалеку, например, со деца, се знаело. Те боенки, те вакво, те такво, те го вече фломастери, боенки горе во авионот, посебна торба за играчки за вакво за песок. Гуми, мускулчиња, пераи, маски. Таква една сме имале посебно привидејќи тоа децата им треба. Значи децата одат таму за таква работа. Оти, кој ќе стасаш таму, ако не бидеш спремен, кој ќе отидеш у бутичето таму, у хотелчето што го има, ќе се фатиш заглави и ќе бегаш, ќе речеш, а дома ги имам сите работи, а дома ги имам зошто ги имам. За кој ќе дојдам, па да ги соберам, оти времето се расипало, кој ќе дојдеш, кој се вратиш назад, више отиде летото. Да, толку. И така е, затоа лето во Германија. Припремите за тие одмори се многу биле вакво покрај, да речам, што зонен шут, што ти ја знам, фактор ваков, фактор наков, сите тие работи, али битно е за анимацијата на децата да се носат такви работи, без разлика што е. И одлуката каде ќе ноќеваш, хотелот. Значи, каков е, што има и
аранжманот, например. Обично ние кога сме букирале хотел Дуцо, кога беа деца помали, обично мора да има Васа Руче, All in. тобоган, Све. оти што ќе им правам со мене, ја ќе се давиме таму 2050, алзо Да. има детски за кога биле помали, да има беби пул, тоа што го викаат они, значи со помало. Постоа овие што се има посебни анимацијски клубови што ги занимаваат во текот на денот, значи исто како текот градинка, одиш таму, ги пријавуваш у клубот, деца сите, оти хотелот е така фамилиарен, родителите се ладат со освежителни пијалаци и читаат книгичња, децата им ги чуваат аниматерите или аниматерките, сабајле ги предаваш у 9 сати или у 9:30, зависи која ќе ги однесеш таму, 10 ги носат они со нив, се занимаваат вака, така, ваму, таму, ти си уживаш, у 12:30 едни од тебе ќе стасаат ручекот, ал инклузив, ПББ, ајде, бифиње, карти, тоа, ваму, таму, и после тоа од 3 па наново. Да. Па таму. Супер. И така да, затоа е многу битно кога се летува, да пример, како фамилија у такви, да се гледа точно каков хотел ќе одберете. Значи каков што ќе одбереш, како ќе одбереш, значи каков тип на хотел. Каде ги барате со жена ти одморите? Ние сме сега агенција или? Порано одевме во агенција. Порано, значи кога беа така со агенција, а во последниве, да речам, 10 години одиме преку Чек Филм 20. Чек Филм, да, Чек 24, тоа е портал за споредување, ако некој не знае. Не е само за одмори и за вакво, ами за било што е тоа. Меѓутоа, јас тој портал го користам за значи сите одмори што сум ги поминал во последниве 10 години се букирани преку тој портал. Многу нормално, значи не е многу проблематично, даваш кој да бараш. Пишеш, сакам у таа држава, сакам воа, пишеш и буџетот, можеш да го пишеш, толку имам буџет, толку сакам, че има доста филтри кои што можеш да ги филтрираш, сакаш да биде директно на вакво е на морето, да биде песок, сакам вакво да биде, сакам вакво да има, што викам ја детски кинда клуб и сите работи, се си обираш и испаѓа, ферманот испаѓа, сите држави спрема тоа што ќе си дадеш, тој временски период и само си одбереш, кој ќе одбереш, тропнеш таму и вика слободно, алеско бухен. Да, Чек 24 е супер портал, може некоја друга епизода малку повеќе да зборнеме некој ако не знае, откаратам сега некои, мислам многу има од Македонија што не слушаат, што не се тука за споредување за секакви договори, за се и се што. За се и се што. И јас парав еднаш одмор во 2022, мислам дека беше тоа, и се резервиравме исто одмор во Турција преку Чек 24, прв пат ќе ми беше во Турција. Ама се разболев од корона. Тогаш баш 2-3 дена пред тргање, втор пат ми беше таа година од корона и можев да си нели да одстапам од договорот, ми ги врати парите тоа што имав, тоа нема никаков проблем, значи пред да дојдем, неколку недели пред да требаше да почне патувањето, ми прати и пешкир за на плажа, Чек 24. Да. После се морав да откажам, ама пешкирот ми остана. И така се викам, не му било судено, ама некојаш сигурно пак. Дека стварно има многу филтри, многу можеш да си одбереш. Јас лично бидејќи падершам со супругата ги бираме и она си имаме сите акаунт таму и вака секој си гледа и после тоа види го нови, ваму таму и на крајот притиснеш дугме и одиш вако е тоа. Али е доста падершам, доста информативен. Сега читаме тие бевертунците, значи тоа оценките какво е тоа што ги има на пример на хотелите, можеш да прочиташ кој како што и како и врз основа тоа можеш да направиш некоја селекција. Тоа е супер, тоа е супер дека сите, посебно германци, многу сакаат да си оставаат така. Да. Оценки. И се реални. Се реални, по германец кога кажува нешто, верувам, бидејќи се многу знаат да се тичарат, ама и се праведни, значи си кажат нешто ако им е убаво и ќе се кажат и ако не им е убаво. Дуваат на влакното они. А за едно влакненце ако имало негдека, ќе најдеш слика на хотелов дека е што е како што ти знам, или чиниите не биле вакво речи го трнати од масата кога дошле они на ваквото, значи се и затоа се они реални, реални, бидејќи они сакаат ваквото сепак како што рече, како што спомна ти првата сума што спомна, не е за занемарување. Значи кога некој ќе инвестира
толку пари во тоа, Нормално, да. сепак очекуваш квалитет, сепак очекуваш да биде на ниво или на крај краешта сепак очекуваш тоа што си го прочитал и тоа што го нудат, кога ќе отидеш таму да го видиш и да го добиеш, ништо повеќе. Не? Иако тоа не одговара, одма на рецепција одат таму и се бунтуваат, мене воа, мене тоа, вака, собата ваква ми беше. Сум ги пратил таму ваквото. Ја и сопругата се смешкава, мислам, до сега да чукнам у дрво, не сме имале такви проблематики каде што, да речем, сме чекирале нешто, ако сме отишле таму било сосем друго или катастрофално, значи ние секој сме биле презадоволни, воодушевени сме биле од одморите кои што сме ги правеле, било каде, и затоа сме малце по-релаксирани од когодишен одмор сепак, да речем. Сепак треба малце да разбереш дека се тоа други држави, други култури, друг начин на сваќање, али сепак, како што кажат ти, да бидат во границите на дозволеното. Тоа речем, ако не ми го смередили 3 дена креветот, ја речем че ги видиш зашо тука. Нормално, да. Ама секој ден креветот се реди, се надуе, тадори и паунчиња и таму некои играчки се прават, они од крепет. Оспорно ти викам, чудеси. Да, можам да мислам, баш сакав онака се викам да искусам како е Турција, дека имам слушнало дека се многу гостопримливи, ама не ми било пишано. Можеби некој следен пат. Ќе дојде време, Марина, ќе дојде време. Да, сигурно, не сега Тино тоа баш секогаш ми е малку со Лука и со Тино исто ми беше малце кога летав со нив додека беа, значи додека да наполнат 2 години, ми беше малку шубе реално дека нели немаат место во авион, тоа е како кај за нив се дава, ама тоа е уствари мачкање очи, мислам, тоа не е никаква сигурност за децата, ептен се имам информирана на тема во уште Лука кога беше мал, за најсигурно треба да се букира карта целосна, да се земе седиште за бебе што е погодно и за авион и нормално ќе те фати гјавол и пол картата. За до Македонија вака 2 сати, ајде ќе седиш добро, ама ако сакаш некоја подалечна дестинација, би сакала тоа да биде сигурно, онака и сега веќе Тино наполни 2 години и повеќе разбира, повеќе може да седи мирен, така да сум оптимистична дека ако не оваа, следната година некој подалеку, некој одмор. Обрати се кај мене, ја ти кажам кај да отидете. Имам прекрасни места, бомбончи ме да речете леле како беше, и не се враќаме да. Да. Јас за одмор исто што кажав дека сум достатна, стварно сум достатна, некогаш би сакала да земам одмор некој ден барем и да седам тука. Дека јас секогаш кога имам одмор нешто, мислам, најчесто во Македонија тоа. Значи дента, значи после работа се оди во Македонија или некаде. Да не се промаши минутата. Да искусам како е градов кога имам одмор, да си прошетам некои други кога додека работа, знаеш. Ама тие се тие денови, броени. Ова искуство ти што го викаш, значи за мене беше одмор, прибидејќи, па речам, функцијата работата ми е малце стресна, јас секогаш сум викал одмор сакам од тука да испаднам, да не видам Алди, Лидл, Ревек, не сакам тие денови, не сакам нешто такво. Да, ништо те посеќа. Да не ме, значи апсолутно, значи да влезам, не знам колку километри да бидам откачен од тука и да не видам, значи да не влезам у продавница и да ме праша некој или да ми донесат, например, вестичето да стаса, проспектот и да гледа вакво. Не сакам. Не сакам тоа кога правам одмор. И тоа искуство, например, со Германија, и тогаш ние, например, 31 година сме, дали 2 години сме направили одмор, тоа го направивме короната кога беше. Значи, какви прекрасни, значи, тогаш се воодушевив, какви прекрасни места има и ваа држава. Значи, не сум верувал, па речем, иако сме били 30 години, се знаел, одморот, Македонија, тука, у близина, нешто, терме, воа, тоа, тама. Ама, кога почнавме да шетаме доле, Теганзе, Кимзе, после тоа Бодензе, ја станав Германија фен, Шварцвалд, ама короната беше тоа, не? Сите тука, значи тука беше пуштија. Па което мораш, тука кај одмор. Како ќе запознаеш државата иначе? Како што викаме не упознај домови да видиш волиш. Ете, тоа беше мод, речем, мод доживлеј, тоа што реков, леле, па и у Германија може да се прави одмор. Може, да.
Значи, стварно се Ама, се одмориш. вака од кај нас, например, па и од кај вас, верувам, има и од таму доста за патување. Значи, до таму ние, кога се враќавме од Италија, поминавме баш од кај тоа Кимзе, кај што го спомна, стварно преубаво. Тоа, И, ајде се ама што е и таму, од таму потсучник. има возење, си Чудеси. викаш, ај, дали ќе возам, дали со авион, некаде, тоа е тоа време. А може вака некој си мисли, добро, ако одам на потопло, на плажа, може повеќе се исплаќа, кој знае. Кој знае. Или горе, Прават например, германците, да. Прават германците и тука одат одмор горе, и во например, Германија. Норце, Осце, например, горе, Норце, Осце, тоа се многу убави вакви места има горе. Ама Да, јас сум најкот да не ме дува. Ја со супруга едва ме натера Холандија да отидеме. Холандија да отидеме горе. И бев пак позитивно изненаден. Прекрасно. Да. Прекрасно. Ама знаеш, си имаш некоја замисла, ветер дува. Да, дува ветер, ама е убаво. Кога одиш, да речем, по плажава и те мава ветерот, тоа е од затутка целиот, со капулјачета нагоре, само ноочарите се гледаат. Доживљај се. Да, ба, тоа ние немаме вака како народ, немаме ние таква замисла. Не сме навикнати, точно. Затоа и јас секогаш кога во Македонија, таму идеме во Грција, значи фиксно секогаш што моите. Фука. И да, едно време си реков, леле, добро, доста ми е веќе од Грција. Стварно тоа па тоа. И така, следно, здравие Хрватска би сакала, таму потекнува татко ми. А исто така план ми е Нью Йорк со другарка и здравие некогаш во Чикаго. Кај друга другарка. Девојките мои беа прошлата година во Нью Йорк за божичните, предбожичната атмосфера. Уф. Како спомина? Чудеси. Приубаво. Чудеси. Значи, не, таму би сакал. Таму Миле не би сакал да отиде, бидејќи многу долг летот. Мене не би ми сметало, мислам. Долг летот не сеќа. Па добро, 90 сати. Не отидов во тој период имав судар, морав малце тука терапии да имав и сите работи со колата, затоа бе ваква. Иначе, девојките мои, трите, цак си беа у Јорк, прекрасно. Times Square, Empire State Building, статујата, значи се видува што може да се види. Значи вика, бидејќи ние гледаме филмовите тука, не? Њујорк ќе го гледаш секој отвори на телевизијата и секој втора епизода е Њујорк нешто се дешава. Вика, исто е како што над се види, значи како да се осеќаш кога филмов го гледаш сега. Шубаво, многу сакам. Чудеси. А ја ствари 2019 си извадив пасош само за тоа, значи јас со лична карта патувам. И си извадив пасош, остила, ајде сега, ако веќе сакам такво нешто да се деси, да некој чекор барем да потегнам, првиот чекор пасош, нели, мора и си извадив. Точно. И ништо, после пандемијата, после се омажив и сменив презиме и чабе ништо не ми искаш. Не е страшно што пасош има не е страшно, да, пак. Сеако сме ки пасошите, можеме да речеме дека за одредени држави, че да речем зборуваме сега за македонски државјани, ако сме ние на пример други државјани, али сепак ќе заречеме за македонски државјани, постојат одредени држави каде што треба виза да си вадат. Да. Обично на најпрометни, да речем, туристички места за македонците не треба виза. Значи дали е Карибик, Бахамас, Антигва, Доминиканска република, значи Доминиканската република, Куба, сите европски држави, тука Шпанија, например, Мајорка, Тенерифа, Фуертевентура, виза не им треба. Значи тука можат слободно со пасошот се качуваш, уплатиш и тргаш, значи не треба никакви работи. Сега постојат, например, и одредени видови на типови на виза, например, различни видови на типови на виза. Да. Постојат, например, визи кои што се добиваат во авионот или на аеродромот. Значи немаш потреба тука да одиш во конзулати, амбасади и сите тие работи. Сега, например, и тоа го порадив, например, тие работи, па та дури и германците, например, тие визи мораат да ги направат, например, кога патуваме за Египет, за Јамајка, Кап Верде, Маледиве, Маурицијус, Сејшелен, тие визи ги добивате во авионот, например. Се добива картиче, се пише од кога до кога, тоа е фактички туристичка виза. Да. И какво е тоа? Постојат, например, следниот тип на виза е таа електронска виза, која за македонски државјани, доколку летаат, е за Австралија и за Емиратите. Значи, таа виза македонски државјани треба да ја побараат по електронски пат
али тоа е само да речем формалитети за тоа. Даваш податоци, кај одиш, шо одиш, кој хотел, колку хотел и те ги праќат. И на крајот е последниот тип на виза, а таа е, да речам, виза која што треба да се бара во амбасадата доколку одите во, да речем, Коста Рика, Кина, Англија, и за Англија значи треба посебна виза. Значи Англија, македонски државјани не можат така. Канада, Мароко, Мексико, Нов Зеланд, Јужна Африка, Тајланд и се разбира Америка. Значи за тие држави, кога правите например, ако сакате да правите одмор, треба виза да се поврне официјално во преку конзулатот, преку амбасадата. А ја можам да кажам дека еве девојките мои, визата америчката виза ја направија по електронска, привилегија за германски државјани, преку електронски пат се прави тоа и трае 2 години. Значи во рок од 2 години можеш кога сакаш, како сакаш, одиш да леташ само натаму на. Значи, тоа само нешто онлайн се поднесува кога што сум слушнала и толку може да почекаш само малку. Електронска виза, точно, електронска виза треба да знаеш на пример кој си, кај си, тие кој формулар што се пополнува и се праќа на пример на Министерството за внатрешни работи во Америка, таму каде што си, и они тоа го враќаат после 3-4 дена враќаат одговор, значи визата даваат и на вакво е на мислам на кој одат на веќе се заведени во системот и само кој ќе влезат таму на пример на шалтерот ќе доаат, окей, ти си тој, да, имам, еве, ти го топ, ти става 2 години. Ама може, ама имам слушнато и дека таму тие граничните полицајци, како и да се викаат, значи на аеродромот во Америка и покрај тоа што еве си стигнал со виза и се, може таму да не ти дозвола да влезеш. Тоа имам слушнато од германциве. Сакам да кажам, имаат право, тука овие нашиве германциве немаат такво право. Ти ако имаш виза, нели? Ама они имале да речем туристичка, што е да речам, што е од искуство паѓашам, ја не сум летал таму за Америка и да сиди вие, али ова што го поминаа они без проблеми, вика немаше проблем. Та дори после тоа ќерката леташе за Чикаго службено, но тоа што нема ништо, вика. Леташ таму, пуштат, гледаш виза, имаш тере. Само те прашај кај одиш, кај што правиш, за што си за тие работи, они се многу подетални отколку да речем германскиве, да речем гранична контрола. Границите гледа кој си, што си, окей, имаш виза, тере. Да. Они детално додека во Америка детално прашаат кај си, кај кого ќе одиш, што одиш, колку финансиски средства по некои барати, на пример, да покажеш кредитна карта и сите тие работи. Значи тоа треба да го имаш со тебе и за да им приложиш целиот работ. Значи така да и тој аспект кој го спомна веќе пасошот, да речеме дека да. Значи, али не е само тоа, никаде не мисли дека само македонските треба виза да прават. И германците паѓаш, ми никога сме се летале за Египет, за Емиратите, кога одевме, се знае виза, одиш таму, картончето да го исполниш, кој хотел, кај си, што си вакво е. И тере, Маурициус исто така, визата ваму таму, Мексико сега исто до така да чека. Али скут, не? Ама не е тоа, например, некоја голема процедура, да речеш. Освен за Америка. Да. Ти си поднесеш барање. Нормално. Чим си туриста, верувам дека нема некои големи проблеми. Како е, знаеш за здравствено осигурување? Сега, тоа прво, здравственото осигурување. Пред здравственото осигурување, кој ќе трнеш, треба една малечко или малце поголемко апотече да си носиш со тебе. Добро, да, тоа за спремање по пат секако. Поготово кога се со деца, например, вакво, значи, се знае, за повраќање, за... Оти сепак, кога одите во такви држави, храната е подруга. Едноставно готвењето. Водата, например, во Египет, водата не се пие. Водата, таму стои, водата не е за користење. Се миете заби со шишенце. Ти ви носат секој ден 3-4 шишенца ви носат обична вода и ви ставаат у купатилото да се ги миете забите. Ja? Значи тука водата таа не е за вакво не е за Ја ќе се збунам, ја многу пијам од чешма секогаш, ќе се збунам, ќе си Што ќе се збуниш кога стои таму на чепот стои водата. Стои, да, ма навика си е навика. И та дори паѓачам ја и зависи миеме со вакво, ништо нема тука, чешмата само за раце миење. Ништо друго. За раце, ни тоалет, друго ништо, фетик, и за туширање. Ја? И у Мексико е така? Да, исто, стои таму. Значи, ја
Ама така пречено, тоа си е и вакво е во Емиративи кога бев, и во Маурициус. Вода, шишиња, вода за пиење нормално, значи минибар од бешка тоа што е вакво е, али Да. вода што е само за рацимиње. Ништо друго. Така вакво е. Другата вода они се носат, значи тоа што им е овие што се, да речем, со бари, например, секој ден шом се вади, се менја. Значи таа им е дозата, се знае околу патилото толку вода треба да имаат на надкасните, толку вода треба да имаат и се оставаат они. Без разлика дали сега на пример ако е полно шишето него менја, ама се гледа кој е празно, гледа колку их менја, врши вака. Значи тоа е битно да се знае. Оти и готвењето, на пример, начинот на готвењето реагира, да речам, стомот реагира, они готват со со маслиново масло, со друг вакво, значи сосем подруг вакво е и може да се деси да добиете стомачни проблеми, не? Значи тоа не е ништо страшно, Да. Не? Добро, и кога си иде на одмор и онака што викаш домашна аптека нормално, мислам, не ни сакам кога сум на одмор да се замарам сега кој е сличниот лек тука, како се вика, па ете разбира се таму со аптекари, си знаеш тоа е тоа. Посебно добро, мајки се веќе. Точно, па деца мали се паднало, се скрибнало, фластерче, вакво, такво, значи тие работи сме ги носели, значи тоа не било вакво е. Сега што се не се препорачува, знаеш, ние тука германци цепчиња, не? Тие цепчиња ги отидеш на 40 степени, кој ќе ги извадиш се е стопено. Цепчето од цепче станало течност. Значи тие не се вакво, не се практикува, значи пред се, да речем, таблетки. Парацетамолче, ибупрофенче, такви работи, ќе си носите вакво и посебно спреови за сонце. Значи тоа е многу битно. 50-40 тира од 30 тоа обавезно да се носите, да се има ваквоето за вакво речи го да си го најде. Капчиња, сенче, вакво такво е. А што се однесува до ова осигурањето, да речеме, сега ти што рече, да, постои и тоа можеш да се осигураш, меѓутоа, да речам, сите ние имаме кредитни карти. И тие одмори, например, се плаќаат преку кредитна карта. Ево, например, кај нас кредитна карта, преку кредитната карта ние сме здравствено имаме такво осигурање што покрива во случај кога си во странство, например, да може да те извадат, например, да те најдат. Сега што е препорачувано, например, јас и тоа ако имам АДАЦ, и АДАЦ има. Ако не си на пат, ако не возиш, например, од некој... Сега, Не? Сега ми текна, уствари, сега кога спомна за здравствено осигурање, уствари, јас спомнав, ама добро, нема врска, ми текна за она Abwicklung што е. Треба да се внимава да се откаже на време. Дека ако не го откажеш, тоа ќе ти се продолжи на една година, не е скапо, не знам, 5-60 евра дали е годишно максимум, дори има и поевтини. Мене така со Турција, нели, тогаш кога откажавме, патувањето го откажав, ама сум требала осигурувањето посебно да го откажам. Тоа не го знаев, не се ни позамарав, нели, тогаш болна, ми се продолжило автоматски. Пред тоа имав едно осигурување исто што беше автоматски продолжено за време на короната кога оде во Македонија, не беше и задолжително да се има нешто, некоја полиса плюс што покрива и корона и се. Исто имав и не знам зашто едно друго осигурување, како и да е тогаш што Турција кога се случи имав 3 осигурувања паралелно. Мислам не се тоа многу пари за 30 евра годишно, ама пак едното ми остана, другите ги откажав. Информирајте се дали како може да се откаже тоа осигурување, најчесто писмено, ама некои дозволуваат и по имејл и по факс. Тоа да се каже. И посебно да се видите 16 осигурувања. И посебно да се видите дали ако имате кредитна картичка, таа кредитна картичка во пакетот на кредитната картичка постои Reiseversicherung. А за нашата кредитна картичка постои. Значи ние и вакво таа дори некои други работи кои има ваквото, ако имаш нешто преку вакво ти плаќаш на пример таму, каде одиш на пример ако си одиш на доктор, одиш плаќаш пред време. И после тоа со тие... А во Европа важи нашето осигурување? Мислам што е тоа здравственото обичното. Да. Обичното здравственото осигурување важи. Бидејќи ние сме во Европската унија и да речем германско здравствено има со скоро сите вакво речко подпишано спогодба за тие работи. Али секога одиш во, како што реков ја, во ако е тоа законски, меѓутоа они земаат пари, например, плаќаш пари например на местото каде што си на одмор. И сега они ти дадат рачун, ќе отидеш
здравствена кранка са АОК, ДАК, ИАК, што кај осигурен, ти ме рече, слушај, ја набев на доктор, се разболев таму, ми направија таму, диагноза воа, од докторот рачун, и си работи, викаш, окей, еве ги воа, полечете ги, дајте ми, јас сум платил, квитум ти дал, значи рачун ти дал докторов, или аптеката, ако имате апчиња, ти даваат ваквото, и после тоа викат, ево рачунот, ти префрлаат за после тоа ваквото, бараш вакви, си ги бараш и враќаш средствата за здравственото вакво речи го. А и средствата и денот ќе си го вратиш, така може да земеш уствари оболување. Баш тоа гледам се распрашуваат некогаш по групи. Значи вака. Ако се случи нешто во одмор, за време на одмор. Во тој момент кога докторот ќе атестира болест, и значи во тој момент кога докторот ве атестира како болен и ви дава боловање, тогаш одморот прекинува и влегувате во боловање. Да? Значи тоа е и знаеме ти кој што рече, еве, има доста коментари, ако бидам доле, ако се разболам, сега секој себе треба да знае диагнозата, например, што е како е. Ако е, например, носот течи, јас сум у Турција на одмор и лежам во Египет, ама носото ми течи и ме пишал докторот 5 дена болен, не знам дали е тоа толку веродостојно. Али, сепак, таа работа е можна. Паѓача, докторот атестира болест. Чим е болест, чим има кранкмелдунг или боловање, се прекинува одморот и тогаш влегувате во боловање. И понатаму одморот останува не потрошен, да рече. Значи, тие денови остануваат. Тоа е добро, тоа е супер и треба тоа да се користи, мислам, не да се злоупотребува, ама да се користи ако веќе дојде до тоа, зошто да не си ги вратиш деновите кога онака не си ги искористил за одмор. Тоа исто ќе испаднеме сега малку од тема, тоа исто на пример ако сте подолго болен. Значи подолго болен, еве јас со моја ногава на пример, сега сум веќе 8, 9, 12 недела, може поише, сигурно и поише ќе биде. И во тој период сум имал одмор. Тој одмор ми стои. Значи, не сум го потрошил и сега тие да речам 5-6 дена или 7 недели или 7 или една недела што ќе биде, кој ќе почнем на работа и речам, слушај, ја имам одмор. Да, имам одмор, да. И треба да видиме сега кога ќе може. Да, треба да се каже. Точно. Тоа може, значи тој одмор не пропаѓа. Тоа сакаме да кажем. Не? Да. Освен Египет, Мексико, други некои дестинации омилени на германците, па и на македонците што живеат тука. Азо, има ранглиста за германците кои им се омилени. Значи, за чудувачки, па ќе се вратиме на во речиго, значи германците Германија ја предестинираат. Потоа им Стварно? Да. Немаше да кажам. Да. Тоа е, значи имаше некоја ваква анкета, 3000 испитаници од 3000 испитаници, 30% Германија ја рекле дека биле, значи, оделен одмор или ја, како да речем, како прва дестинација за нив Германија. Па да. Ние сме некако малце по-друго настроени за нас, одмор се знае. Тука во ние се сеќаме дома, одмор мора да дојдеш некаде надвор, настран. Па тоа, да. А за нив они си вакво е. Потоа иде се знае. Вториот, да речем, колку има вакво е, германскиот надворешен остров е Мајорка, Шпанија. Мајорка за германци Мајорка е нивна. Мајорка е за нас. Мајорка не е шпанска, Мајорка е нивна. Да. Потоа доаѓа Франција за чудувачки, не? Турција, Грција, Хрватска, доста има. Прибедејќи сега почна германците со, да речем, со овие Von Wagen, што се, да речем, приколки, така некои... Да, тоа многу сакам да го направам. Леле, многу сакам. Многу сакам да одам на кампување некогаш, да. Да се изнајмиме некоја така солидна приколка и некаде така, да, Франција. Одма би отишла. Порано одев како дете со моите, добро сега не беше далеку, беше исто во Охрид секако, ама некако убави сеќавања има од тоа, од тие денови во камп. Што сакам пак така, сакам и децава исто да го видат. Не само хотел, ајде all in се ти даваат, малце така камперски живот. Камперскиот живот сега е посебно кога беше короната, тој период, значи тоа се кога да речем една доста нов тренд на одмор, да. Кампирањето, посебно со овие што се да речем, ај кажи сега ти на македонски како вие Von Wageните.
Приколки ти, какви Тора, приколки има приколка е поскапи кој од... закачиш, ама вие нели за кој камиончиња па не, па е... цел стан си го возиш со тебе. А за Па добро, пак, стан што на знам ја тркала, што стан знам на прикол. тркала. Да. Стана тркала има по ексклузивни такви од станови, онака можеш да живееш таму. Комшилуков од, да речем, од 8 куќи, тројца имаат таков стан на тркала и секој викенд станов со станов на тркала, се трга нега на друго место и се кампира. Тоа викам ја што да, озбилно. Добро сега, па держам. Супер, Алово, супер. децава ни порасна, сите се животивува вакво и сите сме сега на патот кон пензијата. И сите кој кампира, кој вакве, кој го прави и некој си, да речам, мини гартен ниво, рече го чувчиња падиџанчи го гредот, значи такви занимаци. Нема више деца да им трчаат. Нема више деца да им трчаат по ваквото, по травњаци и по воа, по тој само ние трава. Ја викам само трава, нема ништо подобро. Не ме чепка, викам за работа, не. Да. Од трава ја можам. Ама сега малку си испадна по тоа. Значи, кампирањето тоа е посебно со тие вон вагани, значи вон вагани ваква, јас сум викам комшии ваква, тоа е чудо внатре со флет скринови, со Space Shuttle, да. Со спалнава воа, со купатилово, со што ти знам, не джакузи, ама со воа како се вика на тушен специјален дош вако да врне лова. Дореш палиш колата, вика. Да, се инвестираат, зашто да не. Ама и тоа кошта, значи не можеш ти седека да не можеш седека да не можеш ти тука да речеш сега чекај сега ќе отидам, ми се бендисо да речеме езерце, но нека таму, не треба да има место. Значи треба да има место. Треба да има место да резервираш. Место да биде резервирано. Па Германија сме. Има тука. Да не па се си платиш залетуваме. па да си платиш такса, сите работи, вакво, значи тоа не е. Ајде вода, приклучок. Точно, не е само тоа, имам ја и трнав. Трна, ама не смеш да влезеш, езерото ќе го гледаш од 3 километра. Од патот ќе го гледаш. Да. Ja. Хрватска што спомна, да, исто многу одат во Хрватска. Поранешниот шеф што ми беше во бюро за странци, тој беше значи заљубен. Секое лето по 4-5 недели таму на исто место. Кај ист човек, чи стварно ептен задоволни. Да, па кажам, германците им се мислам нормално, Хрватска е преубава. Убавите, да речам, убавите државите за одмор, а исто повеќето, например, од речам сега од другиве држави, понадалеку Египет го предестинираат, привидејќи сепак Египет пријатни се цените за фамилија. И климата е многу прекрасна. Значи, климата е, кога да отидеш таму, не треба да береш гајле, што ќе носиш. Сабајле станеш 28 степена, на поручок 35, вечерта се заладува кај 27 степени. И добро, таман си е 27, мислам. Да, сега полека почнат некои нови дестинации, например, да ги одбираат, например, има таму едно изол, вакво островче, Кап Верде го вика, тоа е нова ваква дестинација. Карибикот не е толку, Карибикот повеќе млади луѓе или парови, да речем. Тоа е за ваква фамилија, не многу, прибидејќи па речем, треба да рачунаш дека летото е некако околу 10 на 11 сати, да, со часовни зони. Што поминува, значи што сме сретнали и ние сме биле со фамилијата, Арапските Емирати. Значи тука има одат и доле веќе овие што се да речам Маурициус, Маледивен, пак или ќе сретнеш возрастни луѓе. Ти речеш по ти одиме, чекај се, одиме пред лани Маурициус одиме. Слетуваме таму хотел, се качуваме истиот хотел, одиме, ние да речем се осеќаме млади се уште. Кај нас влегува, едниот со бастам, другиот вакво го качуват нагоре. Кај трнај луѓе? Си правимо германци. Па вика, јас сакам да го доживам. И тоа вика, не вика, ние не летам, вика. Ние летаме, вика, Дубај, од Дубај правеле една недела и сега Маурициус тасот. Добре, вика, малалдави. Да. Германците не се дома, не се они... Сега ќе речам, вакво е, чуваме дечиња, внучиња, прави мајавари, ништо, шетаат. Не, си шета. Знаеш што не спомнавме? Имало да се збори на тема, Имало да се збори, ја викам, шо се? Ништо немам да придонесам. На крстарење исто идат многу често. Мислам, добро, тоа не сега се задржуваме пак на летен одмор. Исто тоа преска ми текна дека не сме околу зимски, туку баш за летен одмор. Точно. И на крстарење одат многу. Тоа, да. Ама одат поише... Кројцвачев. Да, ама одат поише. Од крстарењето треба да знаеш, кој ќе се качиш, нема таму, чекај сега денеска, ваму. Тука е, бродот и таа е.
плива, али бродовите им се убави. ама идат пак, идат. Имаат доста крстарат. А и убави рути имаат, например. Да, има прекрасни рути. Дали било, да речеме, Карибико, дали било овдека доле, кој што реков ја, во Емиративе, а и по европски ова Средоземно море. Значи, какви прекрасни тури има таму. Ќе фатиш од, да речеме, фаќаат они некој Трст, па после тоа до надоле Сардинија, во речи Сицилија, па одат Мајорка, па Фоментера, таму тоа Шпанија фаќаат Фестланд, па после може да фати Тунезијен доле, Тунис, Египет и пак назад се враќа горе на ваква. Има убави тури, има убави. Ма таков брод еднаш требаше да работам. Да? Имаше еден период во овие 17 години кога сум тука, во еден краток период, некој не знам 8-9 месеци си има вратено во Македонија. Приватни причини, нема врска, фамилиарни причини, нешто, ајде пак Скопје. И искочи некоја комбинација така за, тогаш беше ептени, не знам, хајпувано ептен, сега модерно е, може погрешен збор, ама така беше познато да се информира човек, да оди на брод да работи. Имаш онака цели обуки со по 200 души, значи сали се полнеа тоа. Значи второто интервју ми беше во Александар Палас, онака и морав мислите да бидеме ја бев за youth staff, за работа со деца, повеќето беа нели за келнери, за шанкери, тоа и повеќе се исплаќа дека нели со повеќе бакши се добива, јас со деца дека претходно и нели бебиситерка работев и нели студирав за професорка и ме примија, ама ништо ми се сменија плановите и се вратив тука. Иначе си пловев таму негде низ Европа. Да, имаш право тоа го рече. Ама не сум била и не знам дали би одала, што знам, реално вака повеќе друг одмор би одбрала. И таа опција сме разгледувале, а ја не сум за, не можам, ја се замислам дека можам да спијам и сум дека на пат на Атлантскиот океан и ме лува бродчето. И јас спијам и утре разбуди се. Тоа се без разлика, огромни бродови, не осеќаш сигурно. Да, ама не осеќаш, ма сепак околу тебе само вода гледаш. Вода. Да. Не, што има, например, рутиви што ги има, например, од Варечи, го ти речам, од Барселона, например, ќе фатат, например, према Карибиот, кој ќе фатат. 3 дена преку Пацификот одат. Дека стасаш доттам. Далеко. Обично тие например, тие работи обично може попаметно, например, да ги комбинираш со, да речам, со леташ од тука, стасуваш у Карибикот и се качуваш, например, некој таков голем брод и го вртиш Карибикот цел. Па ваму. Значи да не биде голема рутата, да ти биде, например, да знаеш, окей, денеска сум у Бахамас, утре сум у Антигва, други сум у Јамајка, други Куба ја видов, значи така, да поменеш и после тоа, окей, па авиончето те качи од Мајами, па се враќаш назад за Германија. А да трнеш вако да крстариш со ова? Не знам. Не би ми било прво на листата, е онака, викам, имам други. Али тоа е други прва работи да ги видам. Споредба мора да се во споредба со овие многу поскапо. Многу поскапо е. Значи, ако кошта, например, за двајца, имаш програм. Ако кошта, например, за двајца, и зависи од тоа која кабина, под дек, над дек, трети шпрат, втори шпрат, пети шпрат, што ти знам таму. Ваков прозор, да. Широка, прозорче мало, со ролетна, со тоа бродовите какви знаеш, со тркалце, вакво тркалце поголемо. Наја. Да. Ништо, не, има и други опции, кажавме неколку. Мислам дека муабетот ми беше добар пред се, покрај да се надоврземе на прошлата емисија што беше, да речем, за одморот во Македонија, да кажеме дека покрај одморот на Македонија се прави и друг одмор. Јас сакав да земем импулс да дадам, например, да, убава ни е. Па ќе речем, Македонија секогаш. Да. И планот ни оваа година. Пак ќе се отидеме за Македонија, ќе се видиме, ќе се направиме и се работа. Меѓутоа, кога веќе сте тука, а и од Македонија, кога веќе сте тука и од Македонија. Зашто да не, сетие од ама веќе од Македонија има веќе аранжмани. Директни летови. Пред кога слушај се, еве оваа приказка да кажам, омилена дестинација Египет ни беше нас. Имаме неколку печеспати од на Египет, Хургада таму има едно многу убаво место го најдовме тука, Елгуна се вика, се е со въдршам германски од Шератон, Хилтон ваму таму. Ама тоа беше пред сигурно не века околу 18-19 години. Стасуеме на аеродромов Хургада, ние ќе летаме за Франкфурт. До нас Скопје.
Лет, Да. куп е. Полн авион. Леле, викам, што Стварно? станува во таа Уште тогаш? А уште тогаш, да. Таа дори се сеќам, можам едни проминенти да ги спомнам тогаш. Таа дори и сестрите Лачки беа тогаш во Египет. Со тоа првакве. Може ке не слушнате. Можете да слушнете. Они беа пред 8, не ме држа збор, 18-19 години меж. Саме што дожи викам, викам, види, викам, и македонци, викам, тргнаа, викам, вакво ето. Ама и сега, например, доле има доста туристички организации што како не има и доста сериозни Египет, и Египет, Дубај, може и оздоле. И јас тоа би го препорачал доколку може и сака да се доживее. Значи, а за мене беше доживеј Дубај. Го се качив на тоа горе 130 спрата горе. 5 минути со вакво. Има сигурно, да, многу да се доживее. Чудеси. Не збориме многу, баш целно за тоа барав по групиве да видам дали имало нека таква дискусија за одмори, малку. Ja? Начекав само некои прашања така за виза, ама не вака за препораки или може треба да видам во групата со жени во Германија, тие се така подетелни. Ја можам само да препорачам и не само за родителите. Значи за децата тоа е доживле кога на пример ќе видат нешто друго, песок, се пркаат ваму таму. Да, друго е, да. Што е многу битно, контакти, значи друштво, значи деца секогаш кој ќе отидеш таму и со фамилија, децата ваму таму ќе се зближат, па вечер на мини диско ваму таму, секој вечер мини диско за децата. Мини диско, рипаат, скакаат, интересно и за деца. За деца, да. Секој вечер. Али како што рековме ние пред тоа кој ќе го слуша, треба да се кога се бира хотел да се знае. Како што рековме, да има тобогани, да има такви работи, значи за анимации да има, да биде фамилиарно, да фамилиарно, хотел да биде фамилиарно, али тоа се прави у филтерот. Филтри да ставиш фамилиарно. Да, кој што се преферира, да, има стварно многу филтри, многу опции. И така. Тоа е. Кажете ни, коментирате ни каде одите на одмор кога не сте во Македонија, како одите, некој совет за букирање. Не спомнавме исто дека ако некој не лета или му треба само престој, дека преку букинг може да се организира, да тоа веќе не е ни секрет тип, тоа и во Македонија веќе. Точно. Комбинациите може се и само иницијативно. Така сакаш само лет, сакаш само готово. Сакам да кажам, сакам да кажам ги германците тоа најмногу користат. И така, да се одмориме летово како што е редот. Точно. И Македонија убава, ама има и други флекчиња на ваа полутопка или на ваа топка, кај што треба човек да отиде, да прошета и да види и да се одмори пред се. И тоа е. Слушате ни и понатаму во Петочно со Марина и Панче во Германија. И тоа е тоа. Чао, чао. Чус!